Со декларативна поддршка, но без временска рамка, кога ќе ги започнеме преговорите со Европската Унија, вака заврши двочасовната посета на германскиот канцелар Олаф Шолц во владата на Македонија. По средбата со премиерот Димитар Ковачевски ни порача дека сме исполниле се што е потребно за да преговараме со ЕУ, но дали тоа ќе се случи во текот на овој јуни или ќе мора да чекаме се уште, не ни кажа. Шолц, како што сам кажавте, на Македонија многу пати беше ветувано дека ќе ги започне преговорите за старт со Европската Унија, а за волја на вистината на тој пат сторивме многу, па дури го променивме името. Па ме интересира кога конечно временска рамка една кога Македонија би ги стартувала овие преговори. Многу напори се направи. Северна Македонија како и Албанија заслужија сега овие конкретни разговори и преговори да започнат, а не да бидат понатаму пролонгирани. Ние ќе се заложиме за тоа за да биде можно тоа. Ковачевски му се заблагодари на поддршката која доаѓала од Берлин. Околу Европската иднина ги повтори истите зборови од претходно, дека сме исполниле многу повеќе од други држави кои со години преговарале со Европската Унија. И доколку ги споредиме усогласувањата по поглавја, тогаш многу јасно се гледа од извештаите на европските институции дека Република Северна Македонија има усогласеност поголема во одредени поглавја и од држави кои што веќе 10 и повеќе години преговараат со Европската Унија. Повторување на ставовите од Ковачевски имаше за спорот со Бугарија. Според премиерот, тие прашањето со Македонија си го политизирали во внатрешни цели, што не било случај од наша страна. Ние во ниту еден момент ова прашање него како влада и како владеачка коалиција него инструментализиравме и него политизиравме заради дневни политички поени или водење на внатрешна политика во државата. Сосема спротивно на тоа, во Република Бугарија ова прашање беше издигнато на ниво на внатрешна политика во нивната држава, често пати беше еднострано инструментализирано и политизирано, што не е добро. Шолц беше запрашан и околу новата Европска заедница, така наречена Европска втора лига која е предлог на Емануел Макрон, а е поддржан од Германија. На прашањето дали тоа е еден вид утеха за земјите кои долги години чекаат пред портите на ЕУ и порака дека ќе треба да чекаат уште многу време, кратко одговори не.